Јевене повторно со вас. Изборите завршија, па сега можеме онака на тенане чит-чет што се вели да се зезаме малку. Нормално, ако да избравте нас. А ако не сте, тогаш нема врска, ние не се лутиме. Не е дека вие не сакате, не, туку ете затоа што можеби технички нешто не би е во ред со тебе приемникот. Кај го спомнав тој збор сега, технички. Па тоа е најнепосакуван збор овие денови, тоа не поради барање за техничка влада и нови избори, туку затоа што го промашија човекот. Го водеа Максим на технички, а Ваму Мицковски ги прегази на избори во цела Македонија. Па ќе згази, кога не знае да вози и да кочи. Кочи, Мицко! Немој ти да користиш стари финти. Додека двајцата се кавгаат, ти трет да искористиш. Не може така само да користиш. Мора, ако сакаш да владееш, први да влезеш во политички брак. А тоа значи дека пред тоа ќе го вртиме марамчето, ќе има свадба. Како јас ги сакам овие наши свадби. Слично е како на избори. Скоро на секој одив невестата се преправа дека е невина, младоженецот дека таа му е прва, родителите и на едниот и на другиот дека многу се сакаат и почитуваат, а само гостите тука си искрени. Чиста работа. Тие се дојдени тука за сеир, за јадење и за пиење и потоа да си бегаат домче на спиење. И потоа утре дента комедијата дури продолжува, па така ќе чуете свекрвата како ја фали снајката. Многу е вредна. Многу. Леле. Само да ја видите. 4 работи може да работи одеднаш. 4 и не престанува. Пие кафе, пуши цигари, ногти лакира и блее во мобилни. А кога сме кај бракот и женитбите, еден мој пријател кој е голем мераклија за тие работи, по 2 недели алкохолна турнеја, видно понапиен, еднаш ми рече: една жена нешто ми се вртка под ова едно 15 дена. Не знам што друго да мислам, освен дека по се изгледа, пак сум се оженил. Па ако е така, му велам, сега молчи и трпи. Нема попуневаш. И со жена нема докажување. Затоа што сите оние мажи кои успеале да докажат дека жените не се во право, тие одамна се разведени. И токму при бракоразводна парница судијата прашува: од кога тоа започнаа вашите проблеми? И нели обично мажот е тој што одговара за се, барем дома, овој пат жената како то вели 23 мај 2009. Како бе, господјо, запомнивте толку прецизно. Многу лесно, господине судија. Тогаш се венчавме. И затоа не брзајте, млади, да се заробите, и мажи и жени. Најубави години за успешен и среќен брак се 70 за жена и за маж 75. На тие години тој веќе ништо не слуша, а таа едва и да може да зборува. Слаба е на вилица. Јас пак немам таков тип на проблеми, затоа што за среќа си имам убава, умна и верна жена. И си ги сакам сите три. Ве сакам и вас, нормално. И мислам дека хемијата ни делува совршено и скоро како во брак. Па затоа видете и денес што тоа ќе гледате во Нема љутиш. Леле, ама ми прља во ушо, бре. Сакам да те прашам, други симптоми имаш ли? Имам. Коња га рачунав за племенито животињу, док на рачун на магари има многу поговорки кои не су позитивна конотација. И да го купате? Браво. Имам си. Браво. Бе, сак планирам еден кредит да зему такој малце, да се сред. Кредит за стан ли ти? Не бе, за авто да ga напуну с бензин догоре. Твој жену, мајка, како се вика? Она се викаше. Не се вика више. Вика го Господ njemu. Извини. Бог да го прости, не сам знае. Бог да го прости. Абе, и ке умре жена. Во животот промени многу работи. Ги бенував и девојките, се додека не ја пронајдов вистинската. Само едно нешто не смени ви беше секогаш до мене. Сано,
мојот најдобар пријател кој дури и мислењето ми го освежува. 30 години Кватро. Квалитет кој не се менува. Ама нема нервире. Ке те удару еден пут, све зуби ке ти ги искрш. Удари бе, може ти се, ама ќе си ставил нови, порцелански. О, ти ке ставиш нове. Па знаеш и колко е тој скупо, бе. 25 години искуство и преку 25.000 случаи. Нови порцелански заби за 2 до 4 дена. И тоа не е се. Еден заб за 30 евра. Ама и тоа не е се. Плаќате на рати. Арно, ама и тоа не е се. Гаранцијата е неограничена. Ви прават нови бесплатно. Стоматолошка ординација Орбидент, доктор Зоран Краљевски, 070-334-629. Еј, ово е стварно ефтино. Не е ефтино, реално е. Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана МГ 290. Премиум грижа за вашето тело. Бре, мајко му, бре, ја бре, нешто има, бре, овде. Еј, звони ми, бре, уво, цело време. Немој да се јавljаш. Можда е мозочен удар. Јави ти на тебе, кажаја ти да идеш кој е твојага матичнога доктора да се провериш. Јок, тој баце Стојко. Ја ти да доктора не иду. Да плюс тој онај мој матичан појма не. Појм. Како може појма да нема, па ише човек у школу да биде доктор? Ише, ама не слушаја, бре, баце Стојко и не учија. Нема, он појма джабе му школа. Па ти колко бркаш ке продупиш главу, покрај тој што ти звони уво. Друго нешто има ли? Има. Има како нема. Ја. Има кал. Абе не те тој прашуј, бе, стане. Леле, ама ми прља во уша, бре. Сакам да те прашам, други симптоми имаш ли? Имам. Немам осет. Ха-ха. Немање осет е домаќе васпитање. Прашујте друго нешто осеќаш ли? Има ли? Има, кашлям, кивам, мрсолј. Ја, тече ностоп. А пиеш ли нешто? Па, не ми се баш пија, ма сипи ако си запнаја, ајде поедно. Па она сипана бе, стари. Донесе ли? Од мојото ли си па, ако сипи, будал си да донесеш кад ми е пун подрум. Бе, не се љути одма. Еве, ја на тебе кад би ти бие доктор, ја би ти прво измерија притисак, да види колку ти е. Па би те турија на вагу да те измеру. Што ме бре ти да ме тураш мене, а те туру ја тебе. Ајде тамо ти мене третираш како говедо и стоку, што се продава у суботу на сточни пијац. На кило ли ке ме нудиш? Абе не се љути одма, мајко му, збору ја кад би ти бие доктор, што би правија? Например, прашаја би те колку кила имаш. 74, зашто? Абе зашто? Па ја прашују, јас сам доктор, не си ти доктор, например. Па би те прашаја колку кила си имаја најмалку. Најмалку? Па да. 3,5 кад сам се родија. Ајде бре, бегај тамо, ти ке си ми бија на мене доктор. Ти бре, баца Стојко, што школу имаш ако не е тајна? Не е тајна, зашто тајна? Па средњу ветеринарну. Па имам ја познавања без Ставре, за тој те прашуј, некако може да помогну. Тоа е ветеринарна. Па викам ти ја дека ме третираш ти мене како говедо. Ајде, не те срам, магаре старо. Сега маглу фаќај, а ракију враќај. Одма. Не се љути. Не моју бре, твоју. Добро бе, не се љути одма, глега. Не тамо. Тамо, у флашу. Ракију у флашу стои у главу, не. Рамче и Рамиза. На суд пред судију ке се разведуев. На веднаве главе. Дреме судија ги кара. Лом ги прави. Па не ли бе срам? По 50 година. Па деца имате. Испо женети, испо дадени, унуци имате.
Što na predstavu, zašto se razvedujete? Pa razlozi, pa ги прашуе, овие кажуе. Хајде, вика, не ли е могуќе, размислите нешто, се помирите. Ај, нема смисла да се смее народ. Не, вика, никако не бива. Још убедуе, види, не може суди, и вика, добро, штом сте решиле, еве, ја прогласуju дека вие од данаска не сте више муж и жена. Тој е тој, некои прашања имате ли? Рамче диза 2 прста. Праша Рамче, па, да, прашам, господине судија, ви кажасте дека од данаска не смо више муж и жена, а остануемо ли брат и сестра? Мъкне. Конј и магаре спада во врсту на копитари и су изузетно паметни животиња. Има пословица: кад неќеш од тебе да направив коња, они направив магаре. А знае се дека функција на магаре е да носи, а не да биде јавано. Коња ga рачунав за племениту животињу, док на рачун на магаре има многу поговорки кои не су позитивна конотација. Почни од магарешки и над. Разбира се како магаре од кантар, товарено магаре ништо не осеќа, не умри магаре до зелену траву и на крај сивања. Прва асоциација на сивању е дека мъкне, тоест носи исто како магаре. Осеќај дека сам сивања не ми проваѓа затоа што мъкну најлони у зграду без лифт до 6 спрат свак ден. Море кад ќе ми текне дека сви ствари што су ми у стан сам ги макнае до тај исти 6 спрат, душа ме боли. И позади плечко још ме јаска. Сивања, макни! Бе, брат, не смо се виделе толку време. Знаеш колко време е прошло? Ајде бе, кажи нешто ново, пофали се, мајко. Што да кажу, супер е, да ти кажу право, добро ми иде, добро. Работу фино најде, убаво е платено. Да. И девојку пати? Браво. Имам си. Браво, браво. Бе, сак планирам еден кредит да зему такој малце, да се сред. Кредит за стан ли ти? Не бе, за авто да ga напуну с бензин догоре. Зашто се зима кредит? За стан нормално. Сакам такој да си го среда убаво стан, па ај здравле Боже, такој се барем ја надам полаки да си дојде на куде мене такој да живи. Колко ме мерак за тебе, знаеш, ти немаш појма, ти даваш пиење. Ја од мерак, ја ке часто сак нешто месе. Дај 2 кременади и 2 плескавице, дечки. Чек, да ти кажа, рано е још, не ми е мене још за славље, не ми е толку. Зашто не ти е за славје? Па не ми е, ма се види, глеј, мене углавном ми е све добро с нju, углавном, али има некои работе, малко една работа такој, не ми се баш уклапа, не се слажемо за тоа. Што не се слажете? Што е работа? Па пак ќе ти кажам, ми у повише работа се слажемо, све е добро, ама еве, например, оној вечер ја искочи сам и кад да видам и она, не сама, него, еден имаше друг до њуме и тој друг го цуна. Бе, брат, тој не е за тебе, бе, одма ти тој да оставиш, бе. Ајде, оди, бегај, мани там. Види, не е баш такој. Не е тоа едноставно и лесно. И не е тој најголем проблем. Што е так проблем? Па не мене толку нервира тој што се деси. Повише се нервирам што ја на тој не можу да реагирам. Како бе не можеш да го реагираш? Па ја би го задавија. Па и ја би го задавија, ама не можу. Мужу е све до њума. Седнувате ја такој са жену у ново авто, што га куписмајте на кредит и што ќе ga исплатимо сигурно, само ако поживимо доволно. И ја, знаете ме какъв сам, ете една да во угоду. Викам во, Злато, може ли да ти пуштам малко климу? Може, вика, може, пушти, ја све слушам. Срце еве ода, срце. Увек се на све прилагоди, увек. Еве кад го зема, например, он одма се прилагоди на исхрана. Одма. Почна све да еде што мама направи.
Ама брж све. После почна и трица да једе за њу. Да. Па не е она како некои тамо чурук жене што забавтав се с работу, па забравив да једе. Ја, мојата, она забрави дека ела, па земе па да једе. И никако не забравлja мене да ме једе. Никако. Живо га ме изеде. Ама добро, нема везе. Нели и такои жене су по храну, а мужи по пиење. Ете затоа и најчесто жене ги вика самохрани мајке. Па што бе, вика тате. И боле да еде него да води диету. Пазите се ви мужи, ако жене су ви на диету. Ако се жена одрекне од храну, може та и од тебе. Додуше и ја пазу на исхрана. Пазу. Пазу да не остану гладан. Да. А и не само она. Јас се добро привикна на њума на почеток на брак. Кад прв пут дојде пијан дома еден вечер и ме праша, па добро бе Досе, како можеш да ме погледнеш у лице? И ја му кажа, па што право, човек се привикне на све. Јас се привикна на ѓутек, па нема на друго. Него, кад смо куде ѓутек, ја боле да иду, да не ме затече туја куде да губу со вас. Треба телевизор да ga носу на поправку. Онај пут, бре, мајку му, док чистеше уво со шрафциге, одеден пут, скроз ga снема тон на телевизор. Да не знаете ви од шо е тој? Не ве слушам. Ај, нема вез. Ке си викну мајстор. Девојченце у градинку, 4 годинки. Едно плаво косиче, кике на њума, едни модри очиња, само трепка. И го вика на васпитачко. Тето, ке сакаш ли ти на мене да ми помогнеш да ги облечу чизмичке? Ја не уму сама. Васпитачка ке се стопи. Како нема да ти помогне, тета, злато, оно. Одвај се некако наведнуе, почиња, тегли, тета, гура, дете, пишка, тета, пишка, дете. После 15 минута исправља се, вика, готово, злато, тетино, овај па го текли. Трепка со сочиња, тето, на мене ти си ми ги облекла наопачки чизмички. Погледне тета, стварно наопачки, ту, одвај се па наведнуе доле. Тегли тета, тегли дете, пишка тета, пишка дете, па пројде 15 минута, чуе се куде свири некој од надвор. Татко, ти, чека га дете да му го пратив. Хајде, некако облече му ги чизмичке, па се исправја, вика, готово, злато, тетино, вртите да си појде и па дете. Тето, кажи злато на тету, повој не су мои чизмичке. Абе магаре ниједно. Ке зему ке те пребив. И што бе, тато, што сам сега направија? Ништо не си направија, бе, Живко. Данеска га сретна твојага професора по математику, рацета. Па ти залепија бандеру. Па добро да не ми мене иде геометрија, мене бош знаеш. Абе, Живко, правиле сте тест по алгебру, не по геометрiju. Добро да е, геометрија, алгебра, исто ти е тоа. Исто е, и ако зему да те зачукам еден пут. Абе, тато. Абе, мене знаеш и дека ми иде супер математика, ама нас не учи професори глупости. На тебе ти иде математика како на мене кладионица што ми иде. Ајде да се кладимо. Не мора да се кладимо. Ама еве, мене ми иде математика и тој мене брза математика ми иде. Брза математика? Брза бе математика, еве, праше ме било што сакаш. Било што. Брзо? Еве, брзо, еве, сега. 45 puta 15? 480. Па тој не е ни близко, бе, Живко. Не, ама кажи колко беше брза. Брзо. 45 puta 15, брзо.
Смирува, релаксира и помага за мирен сон. Повеќе магнезиум, значи помалку стрес, замор и депресија. Визијана MG290. Премиум грижа за вашето тело. Ако сакате максимално да го заштитите вашиот ТВ уред, користете го Slim Style Plus уредот на Меликони. Лесно подесување без ниту едно парче алат. Изберете држач кој одговара на вашите потреби. Производите на Меликони се произведени во Италија, а вие можете да ги најдете во Нептун. Во комплекс Етно село, тотално уживање во оригиналните етно специјалитети и релаксиран амбиент видливо симбиотичен со живописната природа. Во Етно Гарден, гламурозни венчавки и свадбени веселби како од најубавите приказни, ускладени со фантастична комбинација на комплетни услуги за незаборавни спомени. Комплекс Етно село, посебно добри на свој начин. Добро бе да те прашам. Праша? Зашто водиш инат? Ја? Тераш инат? Зашто? И па и ја викам зашто. Абе, зашто си му на твое куче дае име Црни, като оно е бел? Ха-ха, тој ми е од комши, бе. Негова жена, па знаеш го се вика? Лепа. Он го вика Лепа. Добро, што има везе жена с куче? Жена с куче нема везе, ама има жена везе с име. Он го вика Лепа, а да го видиш, бе, братче, она ружна како ноќ. Ама ти сакаш да кажеш дека тој има исто везе како, например, на мој жено што се вика мајка Добринка. Исто така, исто. А на твој жено мајка како се вика? А она се викаше, не се вика више, вика го Господ njemu. Извини. Бог да го прости, не сам знае. Бог да го прости. Абе, и ке умре жена. Абе, у данашно време поише ке живиш од сиду, него добој пенсија. Извини, не сам знае. А ти ново ли си потресен? Па, многу потресен. Гледај, сакава да е жива, бе, саконо, тој. Она, кажу право, таква беше, све знаеше, сирота, само не знаеше кај ќе умре, не. Бедна, умре. А сакави да е жива, поштено сакави, много да е жива. Ајде, сакае. Па ти ке си прво историја на дома злак, тоест зет, што живи куде бабу, да сака баба му да е жива. Зашто да е жива? Како бе, зашто многу сакам да е жива и да го виду како ќе се понаша тако е затворена у топломер. А ја надвор и да виду дали ќе збори нешто. Ти кажи, можда си управа, ти кажи. Овај мојата па ќе дојде дома куде мене. Ја од зор не ставljam маску преку уста овакој. Него? Од што сакам да го гледам. Маску го ставljam преку очи. Овакој. Да го не видиш. Да го не виду. А чекай бе, па ти се вали кад бесме да купуваме доручак, носеше го маску преку очи, њум да не го виде. Овакој го носеше, да. Зашто? Ама носеше го такој за тој што неќеше да го гледам бурек. Зашто? На диету сам. Морам да ви признам дека на почеток од оваа нова сезона многу ме тера некако на жени и на бракови, па и страв ме фаќа. Ама научив, иако на потежок начин, дека во бракот најважно е вниманието што го посветуваш. Затоа што, ако не внимаваш, многу лесно може да те пада. Во швалерација, например. Ама затоа дома сум закон. Закон! Мен! Мен, жена да ме види како пеглам, усисувам, мијам садови или пак, не дај Боже, штипки на тераса да вртам. Абе, бегај таму. Никако. Јас сето тоа си го правам додека жената спие. Пробајте и вие, што да не, препорачувам искрено и од срце, затоа што ако не пробате, многу лесно може да дојде до брачна криза. А таа е полоша и од здравствена и економска криза заедно.
Кризата во бракот настапува брзо и лесно. Во моментот кога таа ќе ти каже дека мислиш само на онаа работа, а ти пак никако не можеш да се сетиш која беше таа онаа работа. Но добро, сега криза или не, боже мој, капга може да има, не дека не, се може да правиме, ама да се тепаме, тоа не. Не, шамар, клоци и слични глупости, никако. На жена, не. Ама на некои, кога ги гледам како се однесуваат после избори и како на брзина вртат страни, ми се иде да им влепам не еден, туку 10 шамари. Ама джабе им шамар кога немаат образ. И затоа препорачувам на истите по една клоцав газ. И од едните и од другите и да завршиме веќе еднаш со апологетите. Сега ние нема да чекаме за да дочекаме и нас така да не откачите. Не, туку ќе заминеме сами за да можеме да се вратиме и следниот викенд. До тогаш, чао на сите. Колко бъркаш, ке го продупиш, от друга страна топанче, ке го продупиш топанче. Ке го продупиш, лейко. Ке го продупиш. Затоа што на твое име си му даја куче. Па ја би го задавија, бе. Чек да видиш. Па ја сам доктор. Ја прашую, бе. Ставре. Чек, згодни. Може? Јас се утепа глумејќи. Чекам ga да каже акција. Немам осет. Кал има. Као ми беше сега. Има калца. Затоа што на твое куче си му дај име. На твое луче, куче. Се љути бе. Ајде, не се људи, људи. Како бе не може да реагира? Па зашто де? Зашто си му на твое име? Исак све има така да ga мисле. Идемо далje. Како ја што се смеја за око. Како за око што ме? Око, моје црно, Моје око. црно. Идемо. На 3-4. Кој бре ти баце школу? Баце школу. Како бе не може да реагираш? Па ја би го задавија. Ой, нели?